На 6 март на социјалните мрежи се појави графичко видео кое се чини дека прикажува како руските сили убиваат невооружен воен притвореник облечен во украинска воена униформа, откако Тивко рече слава на Украина. Украинските власти бараат од Меѓународниот кривичен суд да спроведе истрага. Подоцна, Андрей Костин, главниот обвинител на Украина, рече дека Киев започна истрага во врска со убиството на невооружен заробеник. Човекот кој е убиен е снајперистот Олександар Мациевски. Американските експерти веруваат дека видеото може да послужи како доказ за воено злосторство извршено од страна на руските сили во Украина. Јасно предложените докази за извршено воено злосторство ќе се пробијат во истрагите што се водат не само од Меѓународниот кривичен суд, туку и од украинските судови кои што ќе го разгледуваат ова злосторство и треба да утврдат кои воени единици биле во таа област во тоа време и кој им дал наредба. Британскиот адвокат Вейн Джордаш, шеф на мобилните тимови за правда, колектив на меѓународни истражители која поддржуваат канцеларијата на главниот обвинител на Украина, вели дека судовите мора да утврдат дали воените злосторства за кои се тврди дека се извршени можат правно да се класифицираат како геноцид. Речи се сигурно е злосторство против човештвото. Единствено прашање што останува е дали тоа беше акт на геноцид и за тоа ќе треба малку време да се процени. Професорката Дженифер Транан од Центарот за глобални прашања смета дека видеото со убивањето е уште еден потсетник зошто Меѓународниот трибунал треба да ги истражи воените злосторства на Русија во Украина. Да ја немавме агресијата, немаше да имаме ниту едно од злосторствата против човештвото или воените злосторства. Не би ги имале злосторствата како во ова ужасно видео. Значи ова е потсетник зошто ни е потребен овој трибунал. Експертите може да не се согласуваат околу тоа како треба да се истражат и гонат воените злосторства што се извршени. Доказите, како видеото до екзекуцијата, оставаат малку сомнеш, додека се бара некаков вид меѓународна истрага.